Добро утро на сите. Навистина малку тмурен ден, но тоа не е причина да немаме многу успешна и светла конференција. Како и секогаш знаете дека Стопанската комора со поддршка на Министерството и владата на Швајцарија продолжува во делот на реформите кои се потребни во образованието за да се исполнат барањата на индустријата. Денесната конференција се вика градење на иднина, практични вештини за новата генерација. Некако звучи многу обично и многу практично, меѓутоа доволно е да се потсетиме дека во изминативе неколку недели неколкумина од големите лидери во светот на големите компании изјавија дека на светот во годините што следуваат ќе му требаат многу повеќе луѓе кои имаат практични вештини него луѓе кои завршиле универзитет, а немаат за тоа соодветно образование. Мислам дека е клучната позиција во која во овој момент ја имаме е да се пофалиме за она што е направено досега во делот на дуалното образование и целокупниот процес на реформите на средното стручно образование и да повикаме на и да дадеме сигнал дека е време тоа да се направи и со високото образование. Мислам дека на сите ни е јасно дека понатамошното фабрикување на дипломи, а не фабрикување на квалитет, му доаѓа крај, заради тоа што ако во минатото имавме ситуација во која технолошките иновации доаѓаа како олеснување, овој пат сите сме помалку загрижени заради тоа што вештачката интелигенција ќе биде олеснување, меѓутоа ќе биде и голем предизвик за значаен дел од работната сила. Македонија не сме да остане на страна од тие токови и мислам дека сега е овој вистински момент да ги отвориме тие прашања. Што замераме? Замераме дека во Македонија имаме фабрикација на дипломи, многу малку знаење, повикуваме и ги повикуваме сите високообразовни институции да направат максимални напори, да го подигнат нивото на образованието како би можеле да одговараат на потребите на стопанството. Очекуваме дека ќе го користат искуствата од стопанството во делот на дефинирањето на своите курикулуми и она што се предава на универзитетите. И третото, очекуваме едно навистина соодветна, независна акредитациона комисија во која ќе има и надворешни лица, која ќе го оцени вистинскиот капацитет на овој огромен број на високообразовни институции, која помалку го товари пазарот на работна сила и прави голема забуна. Ова не е се што ќе се разговара денеска, ќе се разговара првенствено о тоа што се треба да направиме, да ги чуеме искуствата од оние што се практични корисници на оваа реформа и се надевам дека Министерството ќе продолжи заедно со нас да иде во овој правец. Ми е драго дека министерката е денеска со нас, ми е драго дека представникот на Швајцарија од амбасадата е со нас, заменичката амбасадорка и ќе биде навистина, се надевам, успешна конференција. Министерка повели. Добар ден, денес се собравме овде заедно со Стопанската комора и представници на Швајцарската амбасада да дискутираме за образованието во Македонија, кое во иднина треба да одговори на барањата на пазарот на труд. Точно така, во овој момент особена посветеност имаме на стекнување на вештини, затоа што навистина во овој период се повеќе ќе се бараат различни вештини. Стручното образование во Македонија станува една од најсилните алки во образовниот систем, не само во средното, туку веќе почнуваме да го воведуваме и во високото образование. Во средното стручно образование од една генерација од 17.000 ученици, 12.000 се запишуваат во средно стручно, од кои 4.000 во дуални паралелки. Интересно им е и тоа е добро, затоа што преку работа, преку пракса успеваат да стегнат одредени и вештини и компетенции кои им се неопходно и дополнително државата ги стимулира со за дуалното образование со 1740 школарини.
Значи, правиме се за да постигнеме успех, за да понудиме на пазарот на трудот соодветна работна сила, што генерално би значило задржување на нашите млади дома во овие компании во кои што тие учат и каде што се задоволни кога работат. Ви благодарам. Сега повелете заместник амбасадорката. Okay. Thank you, Minister. Thank you. And how to support North Macedonia in strengthening the collaboration between educational institutions and the private sector, building on our own successful dual education model. The dual education and the training began as a pilot initiative here in North Macedonia, and it has now grown into a recognized approach that benefits both students and companies and ensures that the skills match the needs of the economy. With Swiss support, the principles of partnership, relevance, hands-on training have proved to be successful in secondary education and now are also being applied on tertiary level. We remain as Switzerland committed to share our know-how, fostering innovation, competitiveness and opportunities for the young people in the country. Thank you. Благодарам министерка, благодарам Антони. Швајцарија е горда што ја поддржува Северна Македонија при зајакнување на соработката меѓу образовните институции и приватниот сектор, градејќи врз нашиот успешен модел на дуално образование. Дуалното стручно образование и обука започна како пилот иницијатива и сега прерасна во еден препознат пристап кој нуди придобивки и за студентите и за компаниите, со што се усогласуваат вештините со потребите на економијата. Со швајцарска поддршка, принципите на партнерство, релевантност и практична обука, кои се покажаа успешни во средното образование, сега се применуваат и во високото образование. Швајцарија останува посветена на споделување знаење и поттикнување иновација, конкурентност и можности за младинско вработување. Благодарам. За реформи во високото образование се одржа една конститутивна седница, потоа ги вклучивте и студентите, до каде е целиот овој процес, бидејќи ве слушнавме дека се неопходни тие реформи, како што се направени во средното, да бидат истиот пример земени за во високото образование, се со цел да имаме поквалитетна помена на пазарот на трудот. Телото за реформи во високо образование интензивно работеше целата мината година, не како целина, туку поделено во групи, во одредени групи и првенствено на што го направија беше да работат на Законот за високо образование, потоа заедно со членови од Националниот совет работеа на Законот за наука и истражување и конечно го сработивме и Законот за квалитет во високото образование. Драв верзиите се готови, поради изборите не сакавме да ги ставиме на енер или на јавна дискусија, затоа што можеше да се свати тоа како притисок. Веројатно до крајот на месецот, последните денови од овој месец, веќе ќе почнеме јавната расправа. Во меѓувреме, членови од истата група работеа и на Законот за Инова и работат и на Законот за Еразмус Плюс. Така да тоа тело сериозно ја сработи својата работа, зашто јас сум им благодарна и веројатно кога ќе излеземе со сите овие продукти, веќе готови, ќе имаме уште една седница за да си се заблагодариме едни на други. Инаку луѓето работат пробоно и работат исклучително, квалитетно и макотрпно. Денови и денови поминуваат и на факултетите, и во Министерството, до доцна навечер, за да направиме квалитетни закони. Што е оно што е најбарано во високото образование, можете да не кажете? Јас мислам дека што и да кажеме сега, ќе биде, како да ви кажам, пред времето. Она што ни се случува е дека она што, како што реков, е бран на технолошки иновации, во дадената ситуација е цунами во најава, сите го гледаме. Она што ќе ни се случи ќе биде огромна промена во профилот на работната сила. Јас дури не си давам за право да кажам кои ќе бидат вистинските професии, кои ќе бидат
актуелни. Но едно сигурно знам дека ние мораме да створиме ефикасни механизми во кои на младите луѓе ќе им дадеме платформа и начин како да го фатат приклучокот со она што ќе биде наша веќе дневна пракса. А употребата на вештачката интелигенција е она што сега го имаме веќе во нашите животи. Кој повеќе, кој помалку, меѓутоа не говориме за огромен дел од популацијата. Она што ќе биде битно е дека младата генерација тоа треба да ја биде клучна и најзначајна алатка, но да знаете, вештачката интелигенција ја споредуваат со огнот. Тој може да биде извореден слуга, но ако ние не знаеме да го користиме и ако од тоа не знаеме да извадиме и контролираме, може да ни се случи да биде и многу непријатен господар. Она што најголемиот дел од светските водечки мислители во делот на вештачката интелигенција го говорат, дека светот заостанува во делот на дефинирањето на позицијата на вештачката интелигенција во рамките на образовните процеси, редефинирањето на работните места и сето она каде тоа би се нашло. Изгледаат помалку смешни пребрзаните амбициозни потфати на некои влади во околината кои веќе сега генерираат од вештачка интелигенција министри или не знам што се прават. Знаете што? Светот во овој момент мора навистина длабински да се подготви за промените кои следуваат, а ние да направиме максимален напор да ги мобилизираме сите наши сили, да се што можеме да искористиме од нашата млади студенти кои се наоѓаат во светот, од луѓето што денеска тука се бават, од универзитетите каде што тоа се обработува. Мислам дека е време за мобилизирање на сите сили, за да можеме да имаме квалитативен повисок одговор на она што ќе ни се случи во блиска иднина. А докаде се во тој процес компаниите се приспособуваат? Знаете, компаниите сакајќи да го фатат приклучокот, они влегуваат во процесот на модернизација и она што се случува најчесто е дека, како и секогаш во Македонија, клучниот елемент е недостатокот на работна сила. И токму заради тоа цениме дека во Македонија ќе треба да се направат исклучително големи промени во делот на високото образование. Колку и да боли, колку и да изгледа непопуларно, на Македонија и треба квалитет, а не фабрика за штампање дипломи. Тоа е нешто што мораме да го научиме. Мислам дека на сите ни е јасно дека ако во средното образование за сите овие упорни 20 години работа, скоро 20 години работа за реформите во средното образование, дојдовме до ниво да 70% од децата се запишуваат во средно-стручните училишта, дошло време таа работа да се случи и со универзитетите. Луѓе ќе останеме со дипломи без работа и тоа нека биде сигнал за сите нас дека е време за аларм. Воопшто тоа не се случува на некој друг, тоа не се случува некаде надвор, тоа ни се случува на сите нас и да со должна доза на озбилност сите треба да пристапиме и се надевам дека и владата има разбирање за тој сегмент, заради тоа што се работи за реформа која досега сме немале. И мислам дека тука Стопанската комора предвичи секогаш со сигналите, заради тоа што го имаме вистинскиот сигнал од вистинските чинители, тие што генерираат нови добра во државата. Ви благодариме за прилета.